Лекари, политичари, уметници, професори, па и обични граѓани. Сите овие биле следени и прогонувани од тајната полиција. Фантастична бројка од 15.000 досиеа на 630.000 страници поседува Државниот архив на Македонија. Направени се од страна на УДБА и тајната полиција во периодот од 45-та до 2000-та година. Според информациите на архивот составени биле околу 120.000 досиеа, но тие се или уништени или се наоѓаат во тајните депоа на соседните земји. Оние пак кои ги поседува државата веќе ја видоа светлината на денот. Срочени во 9 тома, хронолошки од 45-та до 2000-та година, граѓаните сега имаат можност да видат кој следал, кој бил следен и за која цел, односно кој бил предмет на оперативна обработка на тајните служби и нивните соработници. Може би најинтересни се оние предмети направени по независноста на Македонија. Директорот на архивот Филип Петровски отворено говори за лицата кои соработувале со тајните служби. Причина, овие документи повеќе не се тајни, односно се декласифицирани. Пример е новинарот Зоран Божиновски кој според овие документи пренесувал информации на тајната полиција. Под кодното име Зоки, на агентите им давал информации кои ги собирал за партијата ВМРО ДПМН. Се користеле неговите информации и неговите контакти кои што тој ги имал во ВМРО ДПМН како новинар, представувајќи се како новинар, присуствувал или на настани партиски или веднаш по настаните добивал брифинг за да информира јавноста. Меѓутоа тој ги користел своите присуства да ги мапира луѓето кои што се присутни на тие настани и истите имиња веднаш потоа ги предавал на секторот за државна безбедност во Куманово. Според документите, поранешната УДБА се интересирала и за нашинците во диаспората. Неодамна е објавено досие во Австралија на австралиската тајна служба, која што е декласифицирано и со самото тоа станува достапно за јавноста. И во тоа досие стои дека е забележан човек, јас сега не можам да го откријам името, се уште е активен во Македонија, стои дека тој човек бил испратен од УДБА, се инфилтрирал во редовите на македонската емиграција за да го ликвидира овој емигрант. Инаку сите оние кои сакаат да ги прочитат овие досија и ќе имаат можност тоа да го направат од понеделник. Според најавите на надлежните, тие ќе бидат достапни во сите библиотеки во земјата.